сите сте добро и дека редовно ги миете вашите раце. Јас овде кој што не ми е досадно, имам боја, но тоа е небитно. И денеска решив за да не ни биде досадно да изработуваме кактус од камен. Ајде да видиме кои материјали ни се потребни за да го изработиме сето тоа. За да изработиме еден кактус од камен, најпрво ни се потребни камчиња. Можете да земете различни. Потоа потребна ни е една саксија, но доколку немате нешто слично вакво, може да земете некоја чаша што не ја користите и да ја искористите за да биде поинтересно преработена. Потоа потребна ни е вода. Користиме две четки, бидејќи доволно се. Едната треба да биде подебела, а другата потенка. Во однос на подебела потенка, мислам на бројот на влакненцата кои што ги има на самата четка. Потоа потребна ни е бела боја. Овде кај јас имам акрилна боја, но тоа е небитно. И имам зелена примо. Боја. Потоа потребен е ваков сунгер. Овој сунгер се користи за аранжирање на цветови и за правење на различни декорации. Можете да искористите некои вакви интересни гранчиња, цветчиња и слично, доколку ги имате, доколку не, тоа е сосема окей. И потребна ни е една ваква чечкалка за уши, но доколку немате, може да ја го искористите задниот дел од четката. И мислам дека се кажав од материјалите што не требаат. И ајде да започнеме. Овде кај јас веќе изработив едно делумно, за да видите како треба да изгледа. Ја земате малата четка, ја потопувате во вода и земате бела боја. Доволно е само на врвот. Наместете го каменот како мислите дека е подобро да ви одговара за формата на самиот кактус. И пример, еве јас вака ќе го наместам. И започнуваме од средината на каменот, повлекуваме една линија до таа линија, не скроз блиско, ставаме простор секако. Доколку немате идеја како да го изработите ова, можете да отворите на интернет, таму ќе најдете многу интересни идеи, но се разбира дека подобро е самите вие да го вклучите малку мозокот и да размислите и да ја отворите вашата креативност и фантазија. Ева како изгледа самиот процес. Потоа, доколку сакате да ви биде побело, одозгора повторувате уште еднашка, за да биде појака самата бела боја. Инаку, доколку ги имате сите материјали, а немате бела боја, може да искористите некаков лакбел или коректор. Едноставно може да се снајдете. Не мора да ги користите истите материјали кои што ги користам и јас. Поради тоа што јас од ова ништо немам купено сега специјално за ова видео, туку гледам едноставно кои материјали ги имам и што можам да направам од тие исти материјали. Сега ги изработуваме всушност буцките на кактусот. Сега ќе ви покажам како би изгледало тоа. Некако вака изгледа. Ете вака. А потоа на другиот камен ќе направиме следна техника, односно друга шара. Може да додадеме овде уште некој.
Кога ќе се изсуши од оваа страна, истава оваа постапка што ја направивме сега, ќе ја направиме и од оваа страна. Ето така, овдека имаме спремено веќе две камчиња, два кактусчиња. Овдека имаме еден гига камен. И сега што рековме. Сега ќе видиме како ќе ни оди со ова. Можете исто малку да го натопите. Потоа брцкате во белата боја и секогаш пред да пробате нешто да работите директно на предметот што сакате да го изработите, пробајте на страна да видите дали ќе ви се допаѓа тоа. Еве, вака. Не мора да ги ставате во некој точен правец, едноставно ставате ги каде што мислите вие, каде што мислите дека е окей. Еве вака. Мислам дека ова е многу кул активност за овие досадни денови дома. Може да пробаме и со четка, да направиме некои помали точкички. Едноставно да биде поинтересно и поразиграно. Мислам дека е доволно од бели точки, дека нема потреба од повеќе. Може би овде горе да ставиме уште некоја. Сега ќе ги оставиме овие камчиња да се исушат. Ја земаме саксијата, чашата или било што и да имате.